Она што следува, почитување наши, во продолжение е разговорот, последниот разговор предвиден за ова утро. Ние сме одлични домаќинки ова утро, и јас и Слободанка. Гостинката на Слободанка е веќе пристигната овдека во студиото. Тоа е Марија Чуруковска, која што е психолог. Имате навистина многу убава тема. Да. Нема да ви одземам воопшто од времето, само како добри домаќини Слободанка да понудам дали сте за кафенце или чајче нешто ова утро. Иренче, јас ја зедов твојата обврска денес, па во лобито ние си се напивме едно кафенце, а јас си уште го пијам чајот, иако е владен. Вкусот ми е многу убав. На здравје нека ти е. Како сокче. Благодарам, здравје да си имаш. Да, ќе зборуваме, нели јас најавив за агресивното однесување кај децата и за справување со бес и лутина. Меѓутоа, прво добро утро. Со оглед на тоа дека сте првпат кај нас и драго ми е што ќе имаме можност да зборуваме за дечињата и токму за она што сигурна сум дека секој во семејството, ако не секој барем втор се соочува со некаква агресија која што се чувствува кај дечињата. Добре ни дојдовте. Добре, најдови, благодарам на поканата и посебно за оваа тема која што е доста актуелна и треба да обрнеме внимание. Така, јас си да ве представам Марија Чуруковска, да. Инаку психолог. И за дечиња, така. Меѓутоа и за нас возрастните. Ке ве имаме во следна прилика да зборуваме и за нас што е она што во ова време кое што живееме немачи, меѓутоа сега ќе обрнеме внимание за дечињата. Претходно имавме гостинка, Академија за готвачи за деца. Сигурна сум дека на дечињата им е многу потребно и такво нешто, да се имаат плюс обврска која што ќе ја превземат и дали можеби на таков начин може да се намали агресијата. Според вас, еве да се надоврзаме со разговорот кој што го имавме. Токму така, тоа е одлична активност затоа што на децата денес се преоптеретени, академски со училишта со активности, меѓутоа многу малце имаат време, квалитетно време поминато и за родителите, меѓутоа и на некои активности кои што ќе развијат нивната креативност, нивната смисла, нешто што нив ќе ги поттикне на еден позитивен начин да се изразат себе си. Така дали било готвење, сликање, цртање, музика, активности и било што. Така, да. Нешто што не е наметнато, нешто што не е во распоред. Па и борачки вештини нека се ако веќе дотолку не ја има така, нешто што ќе изрази природата. Да, негативната енергија. Агресивното однесување кај децата и како ние да се справиме со бесот и лутината. Меѓутоа, јас би сакала да прашам зошто, првото прашање, се јавува таа агресија кај децата. Тој бес, таа лутина и слично, дали од дома потекнува, дали може би на дворешната средина каде што нели се наоѓа во училиштето, што е најголемата причина и фактор за тоа? Така, значи вака агресијата имаме сите ние и тоа ни е биолошки вроден инстинкт кој што ако не налути некој. Така, токму така и ние возрастните ја чувствуваме лутината. Најчесто сме лути кога имаме незадоволена некоја потреба, кога врз нас има нанесено некоја неправда, кога имаме некоја фрустрација, кога емоционално имаме некоја тешкотија, некоја болка и се лутиме за тоа. Значи таа лутина не води нас кон акција и не заштитува. Сега како ние да се справиме со таа емоција која што се крие? Некако реагираме. На кој начин реагираме? Најчесто на социјално прифатлив начин, ние возрастните, меѓутоа дел од возрастните и децата не секогаш знаат адекватно да изразат таа лутина, таа фрустрација во нив, тие чувства, емоционална болка и реагираат некогаш импулсивно, неадекватно и всушност тоа е агресијата. Значи, секогаш позади агресијата се крие емоција. Она што е наша задача е да откриеме што се крие за тоа однесување. Кога ние ќе знаеме зошто е тоа однесување, која е причината за тоа однесување, тогаш ќе може да помогнеме и за возрастните и за деца. Сигурна сум дека и тука и родителите и самото семејство можеби еве кога веќе зборуваме за децата, ние сме родители, ако виднаш забележиме дека детето е агресивно, меѓутоа можеби никогаш подзабораваме па како и ние дома се однесуваме пред нив или сме го повишиле тонот, повисок тон на разговор, на комуникација, се случува во текот на секојдневието и денот и абсорбираат и како велиме дечињата се како наше огледало. И колку еве сето тоа има врска и поврзаност едно со друго. Да се јави агресијата заради можеби некои несогласувања помеѓу родителите, можеби е некој дете пречувствително па за да стане агресивно. Како сето тоа оди и како е поврзано? Така, токму така. Прво што сакам да нагласам е дека агресивното дете не е само лошо дете, тоа си има и свој добри и позитивни страни и дека не значи дека родителот е неуспешен ако неговото дете агресивно се однесува. Токму како што кажавте, значи денешниот начин на живење, стресното живење,
премногу обврски, некогаш и ние возрастните забораваме дека и децата носат тешкоти и во себе. Па како дека не? И на нив нешто... Исто како и ние. Исто како на и ние. На училиште со другарчињата можеби се скарале, Така. можеби и таму имало несогласување, можеби некој дете одбегнувано за дружба и слично. Така. Се може да се случи, а ние не знаеме и не гледаме. Да, и ние токму мислиме тоа. дека е се во ред, а не е. Така, затоа викам семејните околности, значи можеби расправи, некогаш има развод, некогаш има преселба, Да. некогаш имаме раѓање на нов член во семејството, тргнување во училиште, сите тие промени детето ги доживува, не секогаш може да ги изрази, не секогаш има и можност да ги изрази, затоа ние родителите потребно е да поминуваме време со децата, да ги прашаме што ги мачи, каков е нивниот проблем. И наместо поминување време пред екраните, можеби да поминеме разговор со нашето дете, многу полесно ќе разбереме од каде е природата на неговото агресивно однесување. Затоа што најчесто и во семејството може да имаме пример премногу строго родителство каде што нема топлина, меѓутоа може да имаме и премногу пуштени граници каде што детето не се чувствува сигурно. Така да ако имаме една сигурна семејна средина каде што детето може да ги изрази емоциите, каде што се прифатени и уважени неговите емоции, агресивното однесување може да се намали и со текот на времето да се отргне целосно. Дојдовме до заклучок дека многу е важна комуникацијата. Значи со нив. Сега се случува и знаеме и нашите дечиња одат во градинка, меѓутоа дека и агресијата може да се јави дури од многу мали нозе. Каде е тука факторот и причината? Повторно исто чувствуваат нешто во дома или пак во градинка се заштитуваат од останатите деца, затоа што не сите покажуваат, да се разбереме, нели, агресивно однесување и веднаш ќе се посочи проблематичното дете. Што правиме со него? Така, значи вака, затоа што тоа веќе покажува рани знаци на агресија без илутина. Да, агресијата, како што кажав, ја имаме сите ние. Сега во раното детство, после 2 години, кога детето веќе тргнува во градинка и се, значи агресијата е резултат на тоа што детето не може да се искаже. Вербално и емотивно тоа ги нема капацитетите. Пример да замислиме, еве дете кој што оди во еден маркет со мајката и посакува некоја играчка. Мајката кажува дека не може и детето почнува да удира по неја агресивно, да се однесува. Хистерија, фрла предмети наоколу. Меѓутоа, пак ќе кажам, за тоа лошо однесување е неможноста на детето, вербално пред се да се изрази малото дете, а исто така и емотивно, да се носи со таа ситуација, да ја одложи неговата желба дека треба нешто да се купи, да каже дека тој има многу потреба и ја сака таа играчка, и затоа што не може да се изрази вербално и емотивно, тоа оди реагира, односно во овај момент агресивно реагира. Меѓутоа ја искажува незадоволената потреба. Еве сега јас сигурно дека и Ирена имало пример, барем сега не дека јас нешто, меѓутоа кај моето дете тоа не се случило, па затоа не можам да некогаш самата си ги поставувам прашање за зошто е тоа така. Дечиња има многу во продавница кои што сакаат нели да купат било што и да е едно чоколадо или да е некоја си бомбони, било што, со плачење сакаат да го добијат тоа, но мајката вели не може. Колку е тоа сега правилно, кажете ми го, а плачењето се слуша, нели? Е толку силно, не можеме дури ни да го контролираме, не можеме ни во моментот да го смириме, но тоа сака да се смири со тоа што треба да се купи тој производ. Без разлика што и да е играчка, не зборуваме сега за конкретно, тоа не е ни важно. Меѓутоа важно е дали мајката постапува правилно. Да, мајката постапува правилно затоа што на секое дете му требаат јасни граници. Тие граници, колку и во моментот да сака да ги руши детето, потребни му се за да има една сигурност, една структура, една насока која што ние возрастните потребно е да му ја дадеме. Дадеме така. Значи, а не еве играчката, смири се и да не плачеш. Токму така. За тоа не, значи имаме тука контрола која што детето треба со текот на возраста самото да ја постигне, да има една саморегулација, да знае дека во одредени ситуации нешто може да се добие, нешто не може да се добие, и тоа е всушност и подготовка за да биде еден млад возрастен човек. Така, меѓутоа и од малите години се јавуваат манипулатори. Тие ја користат таа техника, да кажам, за манипулација, за да го добијат тоа што го сакаат, и доколку така се продолжи за да им дадеме се што во моментот сакаат, тие може да станат и она што ние од денес и многу се плашиме и во возрастни години зборувавме за тоа, па ќе ни биде многу тема, затоа што многу често се зборува за манипулаторите и за нарцисите во последно време, кои што излегува како печурки во овој век, и време тие од секогаш постоеле, но сега веќе можеме и да ги
препознаваме. Да ги препознаваме, за жал се За жал, во затоа порано. од дечињата од мали нозе треба да се работи токму по ова прашање, затоа што може да станат манипулатори и луѓе без чувства. Се што ќе посакаат да си го добијат. Тоа ми беше прашањето, одличен одговор добив, затоа што и јас бев за тоа, останатите па плаче, па купи му, па не знам, па за едно чоколад цели или така, меѓутоа мајката си имала своји правила во воспитувањето на детето и јас тогаш баш истото го кажав. Убаво направивте, треба да му се знае точно граница така, а не дека некој нема пари или во моментот можност да му го купи тоа. Добро. Тоа се бесот, лутината. Еве вака на училиште многу често го слушаме зборот булинг, или тоа е вознемирување на некои деца од страна на некое дете, кое што многу сака да ги вознемирува другите, па дури и да кажам, сигурно дека ќе се согласите и ужива во тоа. Си ги задоволува своји некои потреби. Зошто се јавуваат тие потреби кај дете да ги вознемирува не само едно, сите деца можеби во оделението. Така, да, значи вака агресијата ја имаме физичка агресија, да, што е физичката е најстражната, сомавање, така, импулсивна, која што е покарактеристична за малите деца. Меѓутоа кога веќе одиме во училиште, имаме социјална средина, агресијата веќе се насочува социјално, односно станува вербална, каде што детето веќе има свои говорни вештини и знае да навреди, да манипулира, знае да направи некој друштво, да отфрли некој друг од друштвото. Меѓутоа зошто пример некои деца се истакнато агресивни на училиште? Затоа што нивната потреба за да бидат вклучени во некој друштво, да имаат чувство на припадност. Пример ќе кажеме еве некој дете кој што е отфрлено од друштвото, не знае како на адекватен начин да побара нешто, да сака да биде со нив и почнува да биде агресивно кон сите останати. Така. Со тоа да ја добие потребата за моќ, за доминација и успех, внимание. И внимание, токму така, а сето тоа во позадината на тоа однесување уствари лежи потребата за прифатеност, за желба, за другарство. Јас сакам секогаш да зборуваме за дечињата, затоа што и напоменав и пред малку кажав, тие потоа се формираат во личности, каде што многу тешко е да ги одвикнеме од некои навики кои што ќе ги стекнат за понатаму во животот, затоа што имаме и примери и случувања и од наши пријатели, семејство и во околината во која што живееме, дека има агресивни луѓе кои што се возрастни луѓе, што значи дека тоа е трауми кои што се ги доживеале и во детството и се уште и така се функционираат во животот, доли имаат и проблеми потоа и со законот, така? Така е, да. Меѓутоа, еве за крај да сублимираме и да кажеме дека сепак тоа може да се спречи и на каков начин можеме да го спречиме. Така, значи вака, агресијата како граница за агресијата, значи она што ние можеме да направиме од најмала возраст како семејство, значи прво треба детето да го научиме и понатаму возрастниот човек емотивно да се регулира. Кога детето ќе знае да си ги знае своите емоции, да ги именува, кога неговите емоции ќе бидат уважени, не ја уважуваме агресијата, ја уважуваме емоцијата што стои зад агресијата. Така. Ние не кажуваме добро е да ги истепаш другите деца околу тебе, меѓутоа почитувам тоа што си лут, што си навреден, зошто се случи сето тоа. Кога детето емотивно ќе знае да се регулира и кога ќе му кажеме некои адекватни начини за регулација, можеби тоа ќе биде малце одмор, некој спорт, некои техники за дишење, некоја релаксација што во моментот ќе го замени тоа однесување. И да знае дека има некој покрај него кој сака да му помогне и да му подаде рака, како што кажавме, емотивно да созреат. Токму така, емотивната интелигенција многу заостанува во последно време. Многу малце се работи на развојот на емоционалната интелигенција. Да, тоа е за жал и се почесто можеме и кај возрастните да го забележиме или пак да ја одглумат знаат многу добро, меѓутоа мислам дека сите кои што сме со таа интелигенција емотивна која што си ја носиме, знаеме да забележиме кој може добро да ја одглуми, така ли е рече? Така е. Се согласуваш? Тука некаде кон крајот сме, еве за она за што зборувавме, јас би сакала еве како следна тема да ја најавиме со оглед на тоа дека и повторно ќе ни гостуваш нели за некој период, токму за емоциите. Кога овие 2 минути само ќе ги искористиме, кога тие велат стоп кај некој, за да потоа во повозрастни години се создадат нарциси и манипулатори кои што немаат емоција за никој, само имаат и ја носат за себе и останатото може само да го уништат околу себе. Зошто се јавува тоа?
затоа што пак ќе кажеме Која травма те ја доживеале што така се создале во животот? Така, значи вака сега потеклото на траумата и како тоа се провлекува во текот на животот е една опсежна тема на која што секако личноста треба да работи и затоа ја нагласуваме важноста на емоциите, важноста на контролата, на саморегулацијата, развојот на емпатијата, чувството на сигурност и чувството на припадност во околината, затоа што кога имаме чувство на припадност и сигурност и емоции, љубов, позитивни емоции околу нас, тогаш не ги храниме тие негативни емоции или не го храниме тоа на нешто кое што нас не е потребно само за да околината, семејството и родителите. Токму така, тоа е основата која што треба да биде една здрава основа за се понатаму како би се развива. И знаете како јас тука ќе завршам со следно, во минатите времиња мајките, машките деца да не ги многу галат и да не ги гушкаат. Што ќе кажеме на оваа тема? Значи вака, тоа нема разлика, и нема врска помеѓу машко и женско. Па дури и денес можам тоа да го слушнам од некој, што ме едноставно зачудува. Да. Така, значи мајката си има дете, си има љубов кон неа, ја изразва без разлика на полот, и машките и женските имаме потреба од љубов, од разбирање, од сакање и од блискост со родителите. Па затоа се тие создадени нарциси и манипулатори од времето кои што не се Одлична тема ќе ви биде тоа, Слободанче, навистина за нарциси. Но за жал тука завршуваме. Многу благодарам што одвои време да ни бидеш наша гостинка, така да Иренче да си се одјавиме. Исто и јас благодарам многу што бевте наша гостинка. Закажуваме следна тема, навистина интересна ќе биде веќе што ја најавивте со Слободанка.